Агенцијата МОНИ и лице кое се представувало како Мони Ристевска меѓу останатите за работа од дома, измамиле и наставничка од Делчево. Наставничката видела можност за дополнителни пари, а понудата од можни 44.000 денари месечна заработка била привлечна. Значи, разговаравме за дека ќе така гласи огласот дека ќе видат, значи ќе работам со чоколади. И јас се прашав зашто 1100 денара треба да бидат уплатени, таа ми рече вика за апликација. Апликацијата вика со апликација да добивате машинка со која што ќе можете вика да ги пакувате чоколадите. Севетено плата 44.000 денари, кој што значи се исплаќаат. Дека нешто не е во ред, станало јасно откако бараните 1100 денари од страна на наставничката биле уплатени, пошто потенцијалниот работодавач го прекинал контактот. И почнав да ја пишам, значи да ја пишам дали е лажно, дали значи да не е нешто лага, да не е измама. Веќе 1000 дена, значи ги прежили да речем. И последно пат кога се слушаме, ми рече вика треба уште некој ден, од идеко викам веќе повеќе месеци, повеќе помина. Значи ништо нема со работата, значи ни со работата, ни со одговорни, ништо веќе. Ако ништо не бива, кажи ми ќе си, значи јас сум веќе прежелила пари. Ми рече вика не, уште неколку места станали значи празни, да се дополнат и ќе се почне да се создадат. Наставничката од Делчево е една од повеќето измамени граѓани кои сакале да работат и да заработат, но биле жртва на измама. На социјалните мрежи постојано се вратат огласи со кои се нудат работи од дома за високи плати, посредување за вработување во странство и слично, но во најголем број случаи се работи за лажни понуди чија цел е измама. Дел од случаите се пријавени во полиција и во тек е истрага за откривање на сторителите. Во меѓувреме, на сите граѓани им се советува внимателност. Апелираме до граѓаните да бидат крајно предпазливи со ваквите огласи, бидејќи зад нив најчесто стојат измамници. Стои во апелот од Министерството за внатрешни работи.